значи еден од горливите проблеми на општина Охрид, тоа е значи решавање на депониите. Се започнува со депонијата Мауцкер. Според спецификациите на повикот кој што беше објавен, планирано е да се изврши порамнување на околу 16.000 метри квадратни градежен шут и тампонирање на 7.000 метри квадратни со 2.500 метри кубни квалитетна земја. Исто така предвидено и 5.000 метри кубни градежен шут да биде дислоциран на подобро место во оваа локација, не подалек од 500 метри од постојаното место на сега каде што се наоѓа тој градежен шут. Покрај овие депонии, колку други диви депонии има во градот? Значи, диви депонии секојдневно се создаваат низ градот и токму затоа по завршувањето на санирањето на оваа депонија ќе се изгради на платформа од која што платформа ќе продолжи значи градот градежниот шут да го депонира повторно на Мауцкер, бидејќи од претходната локална самоуправа имаше забрана за депонирање на тој градежен шут, без при тоа да имаме алтернатива каде би го депонирали. Сето тоа значи создаден градежен шут дива депонија во населбата Бебнар под стрелиштето, кој што полека станува нов Мауцкер, што нормално нема да го дозволиме. И секојдневно значи имаме таква појава на диви депонии покрај самите контейнери и се надевам дека со отварањето на оваа депонија за депонирање на градежен шут повторно ќе имаме почиста слика низ градот. Ние во моментов ја изработуваме физибилити студијата која што сметам дека на долг рок ќе биде една од алтернативите за комплетно решавање на ситуацијата со отпадот во нашиот град и со тоа ќе имаме еден правилен план за управување со отпадот. Во тој дел е содржано расчистување на дивите депонии, од кои што две главни се и Мауцкер и Буково, таа стара депонија, која што е секако дива депонија. Во втората фаза имаме разрешување на градежниот шут и во третата фаза веќе сметаме дека дали тоа ќе го покаже физибилити студијата, дали со финансиски можности на локалната самоуправа и на јавното предпријатие Охридски комуналец или па преку партнерство со одредени фирми кои што се спремни да инвестираат во фабрика за отпад во нашиот регион и така да имаме едно заокружено планско управување со отпадот. Во овој случај, после апликацијата која што ние имавме како локална самоуправа кон Министерството за животна средина, добивме 2,5 милиони денари за отпочнување. Ова е прва фаза на чистењето на отпадот во Мауцкер, затоа што овој простор едноставно кажано ни е потребен. Тој простор мора да се поврзи со автопатот кој што е во изградба, а од друга страна во Мауцкер е веќе планирана и одредена индустријска зона. Плановите на сегашната локална самоуправа се таму да го префрлиме комплетно и комуналец, со таа фабрика за отпад која што или, како што реков, ние би изградили или би изградил приватни инвеститори, а ние би го одлагале сметот тука и би на таков начин би имале едно комплетно управување со отпадот, а исто така во овој дел во завршна фаза е изготвувањето на урбанистичко-планска документација за стационарот со кој што би го решиле проблемот и со куќињата низ градот. Така, на овој начин ние би сакале да покажеме и мораме да покажеме одреден напредок кон зачувување на природната средина, а секако и со тоа и да имаме еден подобар изглед на градот. Јас не би ги обвинил граѓаните во никој случај за создавањето на дивите депонии, заради тоа што ние како локална самоуправа ни сега, ни претходните локални самоуправи не сме му дале можност и локација каде да го одлагаат тој градежен шут.